Ако треба уште 1000 пати, ќе повториме дека Република Македонија никогаш нема да прифати уцени и дека помина времињата кога за македонците и за сите граѓани што живеат на оваа територија се одлучуваше без нивно учество, рече вице-премиерот за европски прашања Васко Наумовски, коментирајќи ги така наречените црвени линии на нашиот јужен сосед во врска со прашањето за името на Македонија. Според вице-премиерот Наумовски, кој денеска се сретна со словечкиот европратеник Едуард Кукан, евентуалните предвремени избори нема да влијаат врз европската интеграција на земјава, ниту врз волјата на надминување на спорот со името со Грција. Ние видовме дека во изминатиот период станува пракса од страна на грчките политичари да се повторува една така наречена црвена линија, дека нивната црвена линија е сложено име со географска одредница за севкупна употреба. Тие можат уште 100 пати да ја повторат таа нивна црвена линија, а ние ако треба уште 1000 пати ќе повториме дека Република Македонија никогаш нема да прифати уцени и дека помина времињата кога за македонците и за сите граѓани што живеат на оваа територија се одлучуваше без нивно учество. Мислам дека без разлика кога ќе се одржат изборите, сите политички партии во Република Македонија имаат јасно изразена политичка волја за продолжување на процесот на европска интеграција и исто така сите политички фактори во Република Македонија имаат јасно изразена волја за изнаоѓање на едно взаимно прифатливо решение за спорот со името. Македонија му припаѓа на европското семејство и доколку името се реши денес, Македонија ќе добие датум за почеток на преговорите, истакна Кукан. The message from Brussels is that yes, we want you in the European Union. Да, ние ве сакаме во Европската Унија, во Европското семејство. Го чекаме дефинирањето на денот за отпочнување на пристапните преговори премногу долго и се надеваме дека ќе биде можно за вас да ги почнете преговорите и да станете членка на Европската Унија. Лично мислам дека тоа не е добро само за Македонија и за регионот, туку и за Европската Унија, бидејќи не можете да зборувате за обединета Европа без вклученост на земјите од Западен Балкан. Во врска со напуштањето на парламентот од страна на опозицијата, Кукан испрати јасна порака до опозицијата да се врати во собраниските клупи. Во секое демократско општество опозицијата има легитимно право да ја критикува власт и право да покаже како би ги извршувале работите подобро од владата, но сите овие активности треба да се извршуваат во парламентот. Мојата порака до опозицијата е да се врати во собранието и оттаму да ги изнесува своите политички аргументи. Словачкиот европратеник и Наумовски на денешната средба разговарале за реформските процеси во земјава, во контекст на евроинтеграциите на Македонија, за словачкото искуство во тој процес, како и за нацрт резолуцијата за Македонија, базирана врз минатогодишниот извештај на Европската комисија за напредокот на земјата кој во април треба да го донесе Европскиот парламент.